Обид да бидат запрени на граница со Албанија функционери навредино и лице кое патувало со нив или само регуларна рутинска контрола која предизвика лавина реакции. Во изјава за телевизија 24 заменик генералниот секретар на владата Хасим Муртезани пак посочи дека сепак не станувало збор за спречување, туку дека забраната се однесувала на лицето кое патувало со нив, а не на функционер, и дека токму поради тоа и покрај дипломатските пасоши кои ги имале тој и двајцата пратеници биле задржани подолго на граничниот премин Ќафасан, а откако на нив тројцата им бил дозволен влезот, но не и на лицето кое било со нив, тие се повлекле и не го продолжиле патот. Прво, не е точно дека сме биле одбиени да влеземе во Албанија. Има многу дезинформации во јавноста, ги имам прочитано. Вистината е сосема друга. Сме биле кон пат за Албанија да одиме у Тирана. Јас со се двајца пратеници од Лен. И во граничниот премин во Ќафасан сме имале задршка во граница околу саат време поради нејасни и непознати причини, но на крајот од патувањето, односно од завршувањето на процесот, ни се има кажано дека еден од нас, односно еден од тие што патувале со нас, друг сопатник, што не е функционер, беше сопатник со нас, за него беше забрането да се влезе во Албанија. Двајцата пратеници кои патувале со Муртезани биле Аднан Азизи и Беким Ќоку, кој пак веќе се произнесе на својот Facebook статус, каде наведува, ако причината е поврзана со фактот дека јавно ги поддржав неодамнешните протести во Албанија, тогаш ова ќе биде длабоко загрижувачко казнување на граѓаните за изразување мислење или поддршка на мирни протести. Зарем ова не е во согласно со стандардите на демократска држава и со основните слободи загарантирани? Не можам да ја разберам оваа логика кога се знае дека некои европратеници физички учествувале во актуелните протести. Подеднакво тешко е да се разбере како албанската држава од една страна има почесни личности како Горан Бреговиќ и организираше активности со културни институции од Србија, а премиерот на Албанија посвети јавно писмо на восхит за Синиша Михајловиќ, додека од друга страна создава ситуација кога албанците надвор од границата се одбиваат без официјално објаснување. Од македонското МНР пак денеска само кратко информира дека на средбата со представник на амбасадата на Албанија било разговарано за оваа тема. Во духот на пријателските односи меѓу двете земји, соседи и НАТО сојузници, на средбата беше побарана официјална информација од албанските власти во врска со настанот што се случи на граничниот премин Ќафасан, при кој на државјани на нашата земја не им бил дозволен влез во Република Албанија. Барање за објаснување од официјална Тирана побарал и собранискиот спикер Гаши, а со реакција и барање за објаснување од властите во Албанија се јавија и од Вреди. Влем бара од властите во Република Албанија да ја информираат јавноста дали навистина постои таква мерка, доколку е така, кој ја донел оваа одлука и врз која законска одлука се темели и кои се конкретните причини за таква акција против избраните функционери и институционалните представници. Меѓу албанските односи треба да се градат врз транспарентност, институционално почитување и јасна комуникација, а не врз необјаснети забрани и процедури што оставаат простор за сомневање. Сепак, сите овие обвинувања ги отфрли албанските власти, а цариниците од албанска страна за албанските медиуми веќе наведуваа. Тие патуваа заедно со четврто лице кој имаше проблеми со патната документација, а поради оваа причина не можеше да му биде дозволено да влезе во Албанија. Другите тројца имаа право да ја преминат границата, но одлучија да не го продолжат своето патување и се вратија по своја слободна волја, стои во реакцијата на управата. Дел од медиумите пак пишуваа дека забраната е поврзана со нивната вмешаност во организирањето на протестите во Тирана, познати како Фламинго револуција. Сепак, досега нема официјална потврда од албанските власти дали има некаква поврзаност на овој случај со протестите.